Да престанат нападите врз доктори. Месецов во Велес двајца лекари беа жртви на пациенти. Малолетен затвореник сакаше да го убие домскиот лекар, а нервозен пациентот и морал да чека вербално нападнал стоматолог. Ваквите настани го алармираа Сдруженијето на приватни лекари. Очекуваат помош од ресорното министерство. Здравствените власти, тоест поточно Министерството за здравство, да го вратат името доктор на пиедесталот каде што му припаѓа во здравствениот систем. Не смее да се дозволува овакви агресивности и преголемите права не донесоа од премногу демократија, отидовме во анархија. Сметам дека е крајно време Министерството за здравство да превземе мерки и да стави малку ред во нашите ординации, заради тоа што пациентот не го почитува пациентот не го почитува докторот и сметам дека бесплатното здравство во примарно ниво не доведе до оваа ситуација. Во Еснавското здружение велат дека секој ден се соочуваат со нетрпеливи пациенти. Според Чолакова Дервишова, скоро сите штом влезат во амбуланта сакаат веднаш да ја добијат здравствената услуга. Ние се чувствуваме како да сме под еден мобинг од пациентите, каде што доволно е еден или двајца пациенти да влезат нервозни затоа што не можеле во секундата да добијат рецепта, а уште еднаш ќе повторам, примарното здравство, освен што ја работи куративата, ја работи и превентивата на целокупното население. Тоа е многу сериозна работа, тоа е обемна работа, превенција на еден диабетичар, превенција каде што во фамилија постои генетика за диабет, каде пациент кој што се наоѓа на граница на диабет, пациент кој што има многу висок шеќер, вие треба да го превенирате да не дојде до поголеми компликации. И двата напада врз лекари во Велес регистрирани се во полиција. Малолетникот ќе одговара за убиство во обид, а пациентот од забната амбуланта за нарушување на јавниот ред и мир. Инаку ниту лекарите од јавното здравство не се поштедени од напади на пациенти. Лани во Скопската клиничка болница е претепан доктор, а беше нападната и екипа на брзата помош.